останав сама и спокојно можев да ги претерувам сите своји дилеми низ глава. Да претурам отчупливо во празно, да думам, да шестам, што би рекол Блаже Гонески. Наместо тоа, ја се одбрав да застанам пред иконите и кандилото, па да ги искажам пред Бога сите мои недоумици што ми ги произведуваа сенките од минатото. Веќе доволно силно и неподносливо ме мачеше една мисла. Како минатото на нашите предци ќе се одржи врз сегашната врска на нашите деца? Дали исходот ќе биде среќен или не дај Боже ќе заврши исто како нивната? Дали тие сенки од минатото можат да ја расипат убавата иднина? И бидејќи јас сама не можев да си одговорам, отидов да го побарам одговорот на вистинското место. Таму, пред иконата на Спасителот, осветлено од светлината на пламенот на кандилото. Искажувајќи ги своите стравови и барајќи решение, јас, уште еднаш, и по кој знае кој пат сватив, дека имаме само еден излез – Бог. И оти залудно лутаме наоколу, надевајќи се на сопствената способност и моќ. Без Бог ние сме ништо. Кој нема да го најде Бога во светот, нема да го најде ниту во Ерусалим, вели Свети Јустин Поповиќ. Сватив дека борбата на овој свет не е меѓу духот и материјата, туку меѓу духовите од различна природа. И таа борба е многу неизвестна и тешка. Ми беше повеќе од јасно дека сама, на своја рака, нема да можам ништо да направам. Излегов од собата, од молитвата, како од некоја духовна бања, олеснета од една голема грижа. Препуштајќи му се на Бога, тој да управува со нашите животи. Така, охрабрена јас, го започнав овој, за мене, значаен ден. Мила моја, љубена Хелена, овие стихови ќе бидат сведоштво за нашата некогаш неостварена, силна, но чиста како солза, љубов. Мечтаевме за звезден бескрај, љубов моја, но не била Божја волја нашите животи да се спојат во еден. Твојот татко, со своите ставови и услови е само носител и исполнител на тој Божји план. Верувам во Божјите планови. Убеден сум во нивната исправност. Бог знае што е најдобро за нас. Може би јас и ти нема да знаеме додека сме живи, ама иднината ќе покаже. Иако срцето ми крвари, додека ги пишувам овие редови, му верувам на Бога, и тебе, и себе си. Се и препуштам на Божјата моќ. Не можам. Не смеам да не ти кажам дека еден голем дел од моето срце, од мене целиот, секогаш останува со тебе, да те чува, да ти биде заштитник. Научив дека да се биде сакан не значи ништо, а да се сака се. Имав прочитано некаде и тогаш кога прв пат те среднав. Ова за мене беше нешто незамисливо, неверојатно. Сега, кога сум принуден да се разделам од тебе, кога немам избор, ја сваќам вистинската смисла на овие збори. Само љубовта кон тебе останува моја сопствена. Само неа, наместо тебе. Можам да ја понесам сегде каде што ќе одам, како богатство, како наследство. Не можам да заминам од градот во кој те запознав и засакав тебе, без барем на овој начин, како што имам можност да се збогувам со тебе. Ти заслужуваш да ја знаеш вистината. Јас сум должен и пред Бога, и пред тебе, и пред себе да ти ја кажам. Знам дека тешки ќе ти се овие вистини. Тебе, која си растргната меѓу љубовта кон својот родител и љубовта кон мене. Сите наши соништа ги вложивме во таа љубов. Помниш како татко ти нареди да заминеш во својата соба?
за да разговара со мене како маж со маж. На нашата последна средба, кога доаѓав на кај вас, јас не можев да замислам дека вака болно ќе се урне мојата надеж и мојата искрена понуда да ја добијам твојата рака. Ти замина. Татко ти буквално ти избрака, а потоа можем да водиме машки разговор, тој ми понуди ултиматум. Ако ја сакам твојата рака, да заборавам се од моето минато, ми го понуди тоа како да е деловен план, како јас и ти да треба да стапиме во деловен однос, а не во брак од љубов. Му кажав дека мајка ми е многу болна, а тој надмено, иронично насмевнувајќи се и забележувајќи ми дека и ти немаш мајка. Ми понуди голема сума пари за на мајка ми да го надоместам своето отсуство, да ја изневерам незината мајчинска љубов, а и заветот даден на смртната постела на татко ми, дека ќе им бидам потпора на моите. Татко ти и тоа го исмеа, нарекувајќи го безумно. Се обиде да ме убеди дека тагата и емоциите се за жените, а печалбата за мажите. Убедувајќи ме дека јас немам оврски кон моето семејство. Тогаш, јас го прашав зошто од мене бара да се откажам од се што е мое. Велејќи му дека условите што ми ги поставува не се честни и не се хумани, дека ако така инсистира, така ригорозно на нив, јас ќе смогнам сили и ќе успеам да земам благослов од мајка ми. Благослов? Какво е тоа безумно размислување, млад господине? Каква иднина ќе ти донесе тоа, кога ќе ги немаш парите и имото што би ми го дал? Ако не ги прифатиш моите услови, последен пат те прашувам, дали си подготвен, без приговор, да ги прифатиш моите услови? Никогаш да не се враќаш дома. За секогаш да останеш овде, да бидеш собственик на мојот имот и за возврат да ја добиеш раката на мојата ќерка. И уште еден најзначаен услов, да се венчате во нашата католичка катедрала. Тогаш пред мене излезе истоштеното лице на мојата болна мајка. Се чувствував како предавник, а уште повеќе пред своите предци. 9 колена свештеници, о Боже, се молев во себе, во оче, растргнат помеѓу силната љубов кон тебе и љубовта кон мојата вера и моето немоќно семејство. Не давај се, сине, го слушнав во мислите, во срцето, гласот на мојата изнемоштена мајка. Ја нема видено 4 години. Зошто се потребни вакви нечовечки услови, господине? Го прашав твојот татко. Тоа беа моите последни сили. Благодарам. Тајните ќе ги откриете како завршува оваа книга, каде што како бахнува левото, па ќе земете да ја прочитате и ќе бидете воодушевени. А јас во оваа прилика би сакала да кажам збор два и за правенецот на Билјана, овде или во вечноста, па потоа ќе ја слушнеме самата авторка. Јас би ви порачала, драги пријатели, да ги отворите кориците и на оваа книга овде или во вечноста, ќе се воодушевите од убавината на овој роман, напишан со многу топлина и љубов од мојата драга колешка Билјана. Таа ќе напише во неа дека е голема разликата меѓу фактот дали човекот е во пустина и пустината е во човекот, или ружата е убава, но патот до неа води преку трне. Така и Софи ќе рече животот е убав, но играта на судбината задава болка, која длабоко ранува генерации и боли за последните, таа да омекне, да радува, спојува и зајакнува. Читајќи го романот, ја спознаваме пораката за човеколюбието, за љубовта, за надежта, за светлината, за мајката, за Бога, за топлината на допирот, раното за подкрепа, преградката која ветува и храбри, се она големо љубам со кое се може,
се движи и живее.